Сега ние одиме натаму. Време за продолжување на оваа отворена утринска програма ИТН. ИТН вели дека имаме нов соработник, односно нов член во семејството на отворената утринска програма ИТН. Овде со мене во студиото е Ана Тодевска. Без Пасич. Добро утро, добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. И сега знам дека радиото е твоја љубов. Кажи ми како во оваа улога, сега во улога на гостен, а за некоја минутка само и во улога на водител. Радиото ми е прва љубов, радиото ми е голема љубов и не голема. И радиото не ми е работа, туку ми е уживање. А ова што мислиш што ќе биде? Ова ќе ми биде едно ново искуство, сакам нови предизвици, а ова ќе ми биде инфузија. Инфузија? Да. За после во радио? Да. Да. Твојата улога ќе биде утре и да ја износиш и целата отворена утринска програма. Така се договоривме, а за денеска започнуваме само со едно сегментче или еден дел кој што не е воопшто за поставување. Светска недела на детето одбележуваме заедно со луѓето од Медјаши. Ана Битолјану е твојата гостинка. Ти требаше многу за подготовка или веќе имаш се во шемата на радио? Работа. Да. Да, во Хепи радио, ете таму сензибилитетот најмногу си го најдов, според мојот. И таму сме една голема хипи фамилија и секојдневно имаме гости. Таму на работа не ми требаше многу подготовка. Да, а што се подготвуваш, околу кој дел се подготвуваш, како да седнам, како да се намесам, зашто таму е тој дел. Да. Во радио е таму тој лежерен. Да, баш е лежерен, воопшто не треба да се наместиш, па чекај сега дали сум нашминкана, дали не сум, дали праменов добар ми е. Супер. И да, во тој поглед сосема поинаква е работата, значи принципот е само поинаков. Инаку тука никаде се работите, да, во однос на или подготовка во однос на водење на разговор. Водење, разговор, да, се тоа си носи. Да. И радиото и телевизијата. Сега само нешто да ти кажам. Исправи се. Да се исправам. Ете така. Ето така. Спремна си? Да. Да. Джингл и одиме со Ана Битолјану. Ана Битолјану и две Ани во студиото на телевизија Нова. Без мани. Може.